Благодарам. Мојата забелешка и на претходниот текст и на ово е што може уште да се оствари, зашто мислам дека овој закон е еден од оние кои што заслужуваат да оди на мислење на Венецијанската комисија. Кога се работи за слободи и права, особено за вакви прашања, и се чини дека нема по-соодветен орган. Инаку, повторно, мислам дека тоа не се разбира ваша вина. Воопшто Комисијата за европски прашања не може да биде матично тело за закон, граѓанска одговорност за навреда и клевета. Матично тело е Комисија за политички систем. Дури од аспект на хармонизацијата, само еден член се хармонизира и тоа е она директива која што се однесува на радиовизуелните услуги. Единствен член е основ за да се најде законот на оваа комисија, за која јас тврдам дека не може да биде матична за овој закон. Иначе добар чекор е направен со овој закон, особено во оглед на казните, дури и помали мислам дека можат да бидат, зашто заради опасноста од самоцензура кај новинарите, што сигурно ќе се одрази и врз слободата на мислата и слободното изразување на мислата, и тоа го поздравувам. Бидејќи рековте дека сте отворени за соработка, само да укажам на некои мои дилеми или да изразам некои дилеми. Да, со право го тргнавте негативното мислење, тоа беше една несреќна формулација, претпоставувам дека не е намерна, но на што сакам да укажам ја? Уште во вториот став на основните начела велите дека ограничувањата на слободата на изразување и информирање законски се уредуваат со определување на стриктни услови за граѓанска одговорност за навреда и клевета во согласно со Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, член 10, и практиката на Европскиот суд за човекови права. Ви сугериравме дека крајно невообичаено е во национална легислатива, во закон, да се пишува дека условите се превземаат, да се цити дека да се именува Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи, дури и членот 10, па и практиката на Европскиот суд за човекови права. Зошто? Затоа што тоа постои веќе во Уставот. Една од темелните вредности е почитување на нормите на меѓународното право, и плюс тоа во Уставот има член во кој што се вели дека ратификуваните меѓународни договори во согласно со Уставот по ратификацијата стануваат составен дел на нашето право. Значи, нема да најдете закон, дури и во членките на Европската Унија, каде што во самиот законски текст се вели дека се упатува усогласување со Европската конвенција, да, сме ја подпишале, сме ја ратификувале и членот 10 со тоа, ама особено не и практиката на Европскиот суд. Зошто да ви кажам? Па сами знаеме од личното искуство и од околните земји дека практиката на Европскиот суд за човекови права не се почитува секогаш, за жал. Бугарија, Грција има колку пресуди за Омо и Линден и слично, и ги плаќаат казните, меѓутоа праксата на Европскиот суд не ја применуваат. Ние ја почитуваме, ја спроведуваме, но не е место во закон, да бидеме искрени. Тоа во членот 3 пак уште повеќе изрично велите дека, пазете, ако судот со примена на одредбите од овој закон, иначе тоа според нашиот устав, судовите судат врз основа на
Уставот, ратификуваните меѓународни договори во согласност со Уставот и законите. Тоа веќе го потенцирав. Да, ама во членот 3 велите, ако судот со примена на одредбите од овој закон не може да реши определено прашање поврзано со утврдување на одговорноста за навреда или клевета, или смета дека постои законска празнина или судир на одредбите на овој закон со Европската конвенција за заштита на основните човекови права, врз начелото на нејзино предимство над домашното право, ќе ги примени одредбите на Европската конвенција за заштита на основните човекови права и становиштата на Европскиот суд за човекови права. И вакви одредби се крајно невообичаен. Зошто? Бидејќи меѓународните договори по ратификацијата имаат и статус како законите и не можат да се менуваат со закон. Меѓутоа немаат и статус со Уставот. Впрочем, во членки на Европската Унија, Германија, неколку пати Уставниот суд на Германија им дава предимство, му дава предимство на основниот закон, како се нарекува Уставот на Германија, во однос на некои одредби од меѓународните договори зад кои стои. Ова не е законска материја и не можете да напишеме ние во закон дека начело на предимство над домашното право, а второ ова, како тоа, судот со примена на одредбите не може да реши определено прашање. Па законот го креираме за да му овозможиме на судот да суди врз основа на Устав, ратификувани меѓународни договори и закон. Ако напишете вака, непотребен е законот. Значи, сигурно овој закон треба да овозможи, особено што па горе велите дека усогласене, дека може да се пресуди кога се работи за навреда и клевета. Значи, тоа понатаму ви сугериравме заради номотехничко усогласување, внатрешна хармонизација, поимник членот 5 да се вика, и вчера или завчера на истава комисија сугериравме, ако се сеќавате, за заштита на правата на граѓаните и така натаму. Значи, имате значење на законските изрази и повторно листата ми се чини дека не е доволна, или еве второто, например, како подрачја или не е доволно јасна. Вака, како подрачја и прашања на јавен интерес се сметаат особено сите облици, институции и активности на вршење на државна власт и јавни институции, локалната самоуправа, општествените дејности, како здравството, културата, уметноста, образованието, науката, спортот, средствата за јавно информирање, правниот систем и примената на правото, правниот систем и примената на правото е подрачје и прашање од јавен интерес. И економскиот систем и економските односи и животната средина. Да бидам искрена, поимникот треба да ни овозможи дефиниции на она што ќе го користиме понатаму. Мене ова не ми внесува јасност што значат изразите понатаму што се употребуваат. Да, штетата, иако штетата е и во Законот за парнична, за облигациони односи беше, за парнична постапка и обезбедување на побарувањата има определено. А еве, го пишувате погоре, иако и тоа е невообичаено. Значи, законските изрази, мислам дека треба едноставно, што значи носител на јавна функција, тоа и тоа, медиум, оти употребувате натамо, значи, јавно средство, медиум употребувате, тоа се изразите што треба да се дообјаснат. Или ако сакате дури насловите само да ги преднеме во законот, веднаш ќе видиме за што се работи.
Да, сте интервенирале во членот 7 и тоа е добро, кај казните. Пронесувањето, да, сте го исправиле, гледам. Членот 6, да, само момент уште да видам дали е све. Да, исврлено е негативното мислење и останува за навреда, иако да бидам искрена, може би во овој закон не е лошо да има и дефиниција што е тоа. Што е тоа? Го имаме, ама овде што е, бидејќи зборуваме најмногу за кога е направена од новинар, од уредник, на новинар, на медиум и така натаму. Значи, ми се чини дека и тоа треба да се дефинира. Понатаму, добро, кај докажувањето на вистинитоста, знам дека се договоривме, околу сериозна критика, книжевно дело или уметничко дело во сериозна критика, овде не сте интервенирале, оти јас сум ве прашала тогаш што е несериозна критика, значи да, во научно, во книжевно, во уметничко дело треба да се има слобода на мислата и проценката е сосема различна. Членот 13 е тој, тука е тоа единственото што е превземено од директивата за радиофузна дејност, каде ќе биде лоциран одговорот, демантот и така натаму. И овде не е интервенирано во членот 15. Висината на справедливиот паричен наместок на нематеријалната штрета треба да биде пропорционален со висината, значи во женски род е пропорционална со штетата нанесена на угледот и честа на оштетениот и при неговото одредување судот треба да земе сите околности на случајот, посебно околностите од членовите 12 и 30 од овој закон, како и имотната состојба на тужениот. Надоместувањето на материјалната штета може да се состои во парично надоместување на обичната штета и на изгубената корист. Што ви, не знам, што ви препорачувам? Номотехнички овој закон, нумерацијата е сосема различна од другите. Вие одите со латинските, што го има, да, надвор во законите, ама кај нас си оди со алинеи, не знам да бележавте правниците. Значи, мораме ние да градиме усогласена номотехника, рок за поднесување на тужба, да, 3 месеци, може тука да разговараме, обично во Страсбург се оди по 6 месеци од дознавањето, нели може да се поднесе, но овде може да е и пократка. Не, истото е задржано. Сакам да кажам дали тоа и во претходното и сега размислувам, бидејќи рековте дека сте отворени, дали е ова 3 месеци од кога тужителот ќе дознал или требало да дознае за навредата и клеветата идентитетот на лицето, дали е тоа најсоодветниот рок, не знам. И за казните, да, радикално се намалени, го поддржувам, значи тоа, дури мислам дека е најзначајната новина во овој закон. Да, мислам дека можеме дури да размислуваме дали е тоа најсоодветно. Новинар 400 евра, уредник 2000 евра, а за правно лице 5000 евра. Да, не знам, тоа ќе го дискутираме. Тоа е уште нешто. Да, имав едно прашање јас. Значи, директивата на која се повикувате е од 2010 година, а законот прв што го имавме е од 2012 година. Мене ми беше чудно зошто уште тогаш не било интервенирано, но добро, никогаш не е доцна. Ке имаме, како што рече председателката,
време да разговараме за тоа. Се надевам дека ќе го подобриме законот, инаку јас и минатиот пат кажав дека во велите најлиберално решение во многу држави не е ова законска материја, а има и такви држави каде што клеветата не е кривично дело. Ама добро, знам дека ние имаме навредата и клевета. Да, зборувам за точно за областа за која што зборуваме за, овде главно се однесува на, или целосно се однесува на новинарската фела. Или ако сакате, да, новината е воведување на професионални правила на новинарската професија и сега ова е на некој начин усогласување со етичките принципи на Меѓународната федерација на новинарите. Можеме да отвориме расправа, не знам, во целиот текст се оперира со зборот јавно, средство за јавно, значи, претходно средство за јавно информирање, а во текстот е овде средство за информирање. Предпоставам дека тоа има пошироко значење, значи само средство за јавно, средство за информирање, поширок поим. Моето прашање е, значи, кои се тие средства за информирање кои подлежат на одредбите на Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда, а кои не подлежат? Предпоставувам, има тука интернет блоговите, форумите се напишани, социјалните мрежи, пребарувачите, ама мислам дека многу прецизни треба тука да бидеме, зашто праксата пак покажува дека навреди и клевети најмногу има на некои вакви портали. Не знам дали знаете, во Германија тоа се санкционира, особено кога е говор на омраза и така натамо, но мислам дека треба попрецизна дефиниција. Иначе, да, имате тука дека нема одговорност за навреда, ако средството што ја пренесува изјавата е платформа за агрегација на медиуми, зашто кога е агрегатор, тој автоматски по логоритам функционира, не врши избор на содржините, нели, и тогаш не би требало да одговара. Меѓутоа, има еден исклучок, се вели дека не се исклучува одговорноста доколку, многу тешко е ова да се утврди, платформата е формирана заради злоупотреба на слободата на информирање, спротивно на законите во областа на јавното информирање. Значи, секогаш кога има непрецизни одредби, има простори за поширока интерпретација. Тоа е, значи, она што, ако можам да забележам, е предмет на овој закон. Благодарам.